Второто прашање е за Министерството за надворешни работи, затоа што на 12 јуни имавме соопштение од Организацијата за Обединети нации која вели Генералното собрание го изгласа прекинот на огнот во Газа со огромно мнозинство. На тоа гласање 149 земји гласале за, 12 против, додека имало 19 воздржани, од кои една и Македонија. Моето прашање е двослојно, но сепак мислам дека јасно. Првично, зашто ја прекинуваме праксата на гласање со Европскиот блок по повод овие прашања, затоа што имаме традиција на усогласување на нашето гласање во Обединетите нации со блокот од Брисел, зашто отстапуваме по вака горливо прашање да не гласаме како Европскиот блок во овој случај и дали тоа наговестува дека ќе прекинеме со традиционалното гласање по други точки за кои Европа гласа на еден начин, Америка на друг начин, како може би ембаргото во Куба. Дали Македонија има намера, тоест вашето министерство, дали има намера да не донесе, тоест во блок на гласови од по 2-3 држави по традиционални прашања кои ние сме ги подржувале во изминатите години. Истовремено, зошто вакво гласање кога знаеме дека е спротивно на јавното мнение во Република Македонија? Населението во Република Македонија не сака неговите државници да бидат тапани на војната и противници на мирот. Напротив, мислам дека македонското население сака својата држава да ја види на браникот на мирот и стабилноста во светот и сака неговите државници да се однесуваат складно на јавното мнение. Мислам дека македонскиот народ, меѓу другото, и се поистоветува со трагедијата на палестинскиот народ, посебно ради историјата со протерувањето од Егејска Македонија, и дали мислите дека ова е во склад, дали вашите одлуки се во склад со јавното мнение? Истовремено, содржано во ова прашање, дали мислите дека е време, кога се повеќе европски држави ги признаваат Палестина и сега гледаме дека има офанзива на надворешна политика на Франција, која агитира за дополнително признавање на државата Палестина, која учествува во решението на две држави, кој нашиот премиер го поддржа, дали мислите дека е конечно време да се отвори атмосферата во собрание и да агитирате меѓу вашите пратеници да ја изгласаме декларацијата која имаме поднесено и да се приклучиме на овој континентален тренд и да се вратиме во блокот на надворешна политика кој е складен на Европската унија, а не на САД. Ви благодарам.